знам дали сум пуштена, ама добро. Не си пуштена, скрос. Да, пуштена си и ти. Продолжуваме понатаму со секогаш интересни и супер гости овде во студиото на Утринска на Телма. Ќе имаме, секогаш била посебна во тоа што го работи. Ќе најавиме како режисерка, како продуцентка, како човек кој што како сценаристка, еве и сама кажува. Девојка која што дефинитивно знае што прави, станува збор за Софија Теодор. Ке зборуваме некако темата ја ставивме дека ќе биде македонскиот филм на светските фестивали. Впрочем, колку македонскиот филм вреди за да отиде на тие светски фестивали? Дали можеби повеќе треба да сме застапени таму, дали негде грешиме затоа што не нема и така натаму, значи на оваа тема ќе се зборуваме со Софија. Софија, hello. Здраво, hello. Како си, добра? Многу ми е мило овде која сум, затоа што многу ја сакам Телма телевизија. Од вашата газдарица, па преку техника до, не знам, водители, све што е тука, све е кул. Така да токму затоа и вечер ќе речев, сабајлево сум тука. Немам спиено вечер. Добро, тебе ти е уште вечер, ти продолжи денот. Така да супер ми е со вас и фала за поканата. Таман работа, задоволството е наше. Би започнало тоа од кога всушност Софија се бави со нешто што се нарекува филм? Софија, вака, ако почнам од детство да зборам, ама ќе го упростам работава да биде во две реченици, па да биде кратко и јасно. Уште као дете, например, секој дете нели изразува одредени желби кон нешто, ја изразував желби тогаш на времето, ја гледав на враќањето во Иден династија и ги собирав децата во тој период и као им викав ај ти си тој, ти си ова, ја немав поима што правам буквално, ама испадна дека сум правила кастинг, сум кажувала реплики, фактички јас сум режирала. Ти си правеше тоа што ти лежало. Да, фактички јас сум правила тоа што внатре во мене тој порив што го имам, а после со годините, нели, дојде еден факултет завршив, први се барав нормално како секој млад човек. Значи историја на уметност завршив со археологија, после тоа се барав во филмот, па завршив филмска и ТВ режија, па магистрирав на филмско и ТВ сценарио, така да имам да речам животен некој стаж кој што може да ми биде репер нели за позитивни здивнувања, ја што викам, во иднина што следува. И што најмногу ти исполни? Па најмногу ми исполнува режијата, нормално, но и у сценариото доста добро стојам, затоа и запишав постдипломски кај Сашко Насев сценарио и таму завршив, така да едноставно се најдов и као сценарист и као режисер, и као продуцент, доста добро ми лежат и тие продуцентски работи кои што ги бркам, така да едно време бев и водителка ваша колешка, ама тоа ми беше излет онака чисто да видиш. Да, да видам како е, пошто сум човек кој што многу сака да го опипа непознатото и сакам све да пробам во животот и убаво ми е, така да апсолутно. На тој начин. Ама не те бенди многу опипувањето на водителството. Па не. Алал да ви е вас, но многу ме замара, ми се јавуваа луѓе, ми се дешаваше пред емисии да ме бараат, после емисија која ќе биде све као крај, па ајде се Софија у режија, оди у реализација и мене ми е тоа онака ми беше баш по улици ме стопираа, ми кажуваа проблеми. Тоа е окей, да, како искуство да напише сценарио после тоа, така и таа енергија, можам да кажам негативна, нивна, мислам негативна не дека ме мразат, туку напротив е проблеми и така натаму го канализирам потоа во одредено сценарио, така за да се празнам себе. Дали се режисери кои што дозволува на глумците да имаат некоја своја слобода во изразувањето и така натаму, или сепак се стрикна на тоа што си го зацртала да биде? Значи, ја работам на еден чуден принцип. Им го давам сценариото, им кажам опис ликови како што да изгледаат и со секој поединечно разговарам посебно, ги упатувам која е патиката и како сакам да изгледа. Значи, и физички, и психички, и што да каже, и каков да биде миза сценот, и пред нели да почне снимањето кога пробуваме нешто, им објаснувам до кај треба како, нели техника, тога станува збори за камера, треба да следи камера, не можеш така кога ќе ти текне кај да идеш. И репликите, али сепак им давам некој простор да врз основа на таа градба која што ќе им ја дадам ја основа, да они се надградат и да бидат уште подобри него што треба да бидат. Така да креацијата е заедничка и од актерот, од нивна страна и од моја страна. Се наоѓа доста вака во македонското општество доста причини или нешто како мотиви за создавање на одредени интересни сценарија и што интересни, сега тоа е условно кажано за некој едно интересно, за некој друго, ама што е најинтересно е за Софија?
Па види, мене ме исполнуваат оние случаи од животот. Значи буквално тие баш што ми ги објаснуваат тегоби луѓе во што ги имаат, ја дури и од другарки крадам, многу и од другари, значи од секој крадам, и кога ќе ми се јави некој да ми плаче, го оставила девојка, дечко, не знам што му се десило, ја го слушам, ја правам филм, да. Ја го користам као материјал кој што подоцна, сега многу се препознали моите филмови, но меѓутоа тоа било нели не со имење и презимење од нивна страна, тука ако се вика Петко, ја ставам Јанко, ако се вика не знам Трпана, ја ставам Петкана, нели пример, збориме сега. Така да ги менувам имињата, а инако онака знам да им ја уловам онака сршта што се вика, да им ја земам откорна и да ставам у некоја сценарија и тука да биде, но меѓутоа тука има моја фантазија, креација и така натаму, така да. Колку тешко да се соработува со македонските глумци? Не е тешко уопште, значи мене скоро сите македонски глумци ми се другари. Дури имам многу од српските глумци со кои што си комуницирам, си работам и приватно си се знаеме, исто така и хрватски. Така да сега малку го опипуваме пазарот во Америка, пошто имам продуцент во Њу Јорк, а имам и продуцентка во Лос Анџелес. Така да многу ми е мерак значи холивудските глумци, нормално не само глумици, да речеме и глумци, кои што посебно акцентирав, значи зборев нешто со мојот продуцент од Њу Јорк и сакав сега имам еден долгометражен филм кој што сега го крчкам уште. И сакав има еден лик на стар човек од 80, стар човек, ај сега возрастен, да не ме сватат постарите луѓе погрешно, 85 години има ликот, и сакав многу Софија Лорен да ми ја донесе. И ја му кажав на него, така детски желби исполнуваме, викам, те молам, викам Софија Лорен филм, вика не е проблем, вика ќе ја најдеме, вика што е у Швајцарија живее, ја лоцира женава, значи сега што ќе биде понатаму ќе видиме, ја тоа трпеливо го градам, затоа што сепак мене ми е Холивуд крајна дестинација во мој живот и сакам да биде тоа. Дај Боже, значи го градам тој пат и многу трпеливо го градам, со тоа што кога би отишла тамо, нормално би соработувала со сите холивудски глумици, посебно ми лежат на срце Шерон Стоун, Софија Лорен, Мерил Стрип, која што е маестрална. Нема муавет за нејза. Джоди Фостер, така да. Јас само се надевам да. дека кој ќе отидеш нема да не заборавиш. Не, никогаш. Од таму ќе ни се јавиш и онака, ќе не викнеш дури. Тука е Еленче, тука е Висер Вишка, кој што многу го сакам, многу го почитувам, кој што е сопруг, така да ќе бидеме у комуникација. Јас дури мислам дека и од денешниот разговор ќе излезе некој сценарио кој може да Ќе дај нешто да направиме за да не стане на филм. Ти Гоце ќе се викаш Трајче во филмот, а јас Елена ќе се викам Тез Домона. Така личиш, гледаш, као богиња. Вау, за ова частам после кафе. Добро, договорено. И сега темата Ниџабе ја ставивме, македонскиот филм на светските фестивали. Колку според тебе Македонија е застапена на овие светски фестивали? Дали треба повеќе да сме застапени? Каде грешиме и зошто впрочем не нема на тие светски фестивали и каде ти го лоцираш едноставно проблемот? Значи ја цело време на тие состанци јас зборам и со моите колеги и зборам и со продуценти, значи и режисери, зборам и со директори бивши на филмски фонд и така натаму. Значи првен Македонија нема услов за снимање на добар филм. За добар филм не викам сега добар е и арт филм, но добар е и холивудски филм. Сега нема тука. Треба средства меѓу другото па од друга страна. Тоа кажувам. Значи првен буџетот што го издвојуваат, иако се спориме тука малку, као епа доволен, вие не е премал и така натаму, сега ако ја кажам бројката, гледачите што нели немаат врска со професија, лаички, ќе речат леле ова многу бара, па што се за наса и така натаму. Но за краток филм даваат 15.000 евра, ако си ставиш дополнителен фонд доаѓаш до 30.000 евра. Значи тоа е некој лау баџет кој што значи е мал, премал. А додека за долгометражен филм даваат од 100.000 евра, па има 500.000, милион. Сега мојот професор Столе Попов добие 3 милиони до Балчак филмот во ретата, но ја мислам дека сепак е премалку, затоа што ти да настапиш на тие филмски светски фестивали, треба пред се филмот да ти биде направен, да кажем, Холивуд лук. Значи, окей е тоа арт лук, не викам не, значи тоа е супер, но тоа е застапено на второкласни, третокласни фестивали и ние све се држиме на некое тоа ниво. Сега да бидеме реални, моите колеги некогаш онака суетно, као викаат како па да не, ама тоа е така, значи ние одиме на Берлин, одиме на маркет. Луѓе, маркет Берлин е ништо. Значи одите вие со фармерки, патики, поминувате улица. Сега ја дури малку може навредливо звучам, им кажувам кога одите на Берлин,
Анџелина Джоли, викам и Мерил Стрип ја гледате со двоглед од тараса, од балкон, што се дешава на црвен тепих. Пошто факт е, тоа е фактот, значи тоа е вистината. Сега новинариве, нели ваши колеги што си го прават тоа помпензно, Македонија на Кан, Македонија не знам каде, у Берлин, тоа нема врска. Значи, идеш на маркет, маркетите се нешто поразлично од она што е самиот фестивал. Да, маркетите барате продуценти, барате продуцентски куќи, барате уствари нешто такво. Значи, вие тука не можете, а таму па на тие баш маркети имаш да второкласни, третокласни, ја ги викам трчилажи продуценти. Значи, за мене продуцент е продуцент од холивудски ранг. Значи, продуцент кој што може да ти го носи филмот, кој што може да влезеш буквално номинација за Оскар. Тоа го имаше Милчо Манчевски. Значи, Милчо е единствен кој што во Македонија, јас затоа можам само да кажам респект кон него, он сепак е мој почитуван, постар многу колега од мене, кој што нормално дека би го следела неговиот пат, затоа што стварно човекот направи нешто. Значи, он имаше таква луда среќа да има најдобар продуцент за Пред дождот и дојде до номинација за Оскар, каде што нели изгуби во како беше таа изгорениот сонце од Никита Михалков. Така. Значи, тоа е тој пат. Сега кај нас први треба да се вложи во филмско студио. Ние немаме филмско студио. Значи, ние снимаме по дворови, по изнајмени куќи, по паркови. Тоа е срамота. Така што вие не можете да се реализирате. Друго е да има панели, па вие правите ајде лево, ајде зидот десно го поместувам право и вие се прилагодувате. А вака ние што правиме? Зид овде има и вај не од лево од десно ќе снимам. Значи тоа губи креација, немаш никаква слобода. И сега филмовите се такви какви што се, затоа што условите се такви какви што се. И сега со такви филмови и технички на пониско ниво вие барате да влезете во селекција. Добро е што се стигнува и до маркетите што ги спомена. Добро е, па тоа кажам. Значи јас сум многу реална. Сериозно го кажувам тоа, затоа што нели велиш дел од новинарите што известуваат, каде и да стигнеш во ред да го известиш тоа. Значи не е панорама селекција на Кан, вау, не е generation селекција во Берлин, нешто вау. Значи едини кој ќе направи успех во Македонија е сега да бидам многу реална, многу сурова, ќе ми замерат сите колеги од филмско дружение, од не знам шо више од каде, али ќе кажам. Значи, Столе Попов, 79-та, со Дае, номиниран за Оскар. Супер. Втор, Милчо Манчевски, 94-та, Пред дождот, номиниран за Оскар. Одлично. Изи, краток филм Бубачки, номиниран, односно официјална селекција во Берлин. Тие се успесите, бе луѓе. Значи, јас сум сепак еве на почетокот и гледам што е реално. Софи каде е? Еве, сега Софи почиња стартот. Значи, Софија е тука. Низок старт за трка. Па, ја би рекла, не е баш низок старт, значи имам луѓе веќе, го опипувам теренот, веќе сум зрела личност која што може да се трка, значи овие времења што поминаа зад мене беа многу со искуство. Значи, успеав да направам 5 кратки филма, успеав да влезам у тој филмски бизнис, успеав да изловам добри продуценти, но меѓутоа не ловев македонски продуценти или нешто такво, ловев странски продуценти, значи ловев амерички. Мене ми е америчкиот пазар тој кој што ми е близок. И едноставно тој сенс го сакам и одам по тој пат. Затоа што имам мои колеги кои што си се задоволуваат со арт филмови, кратки, малечки, такви джиджани, второкласни фестивали, окей, лабаво, да. Ја не можам така, да ја ако возам, ако не возам, не возам. А што е во планот да вози Софи сега? Нешто вака да ни кажеш, да ни откриеш, има ли нешто вака? Има, значи вака, ние направивме... Потпален ли е оганот? Ние направивме, значи, сега еден договор со македонска телевизија за еден краток филм кој што требаше да се реализира, ама со оглед на политичката ситуација се одложи работата и уште е на стендбај, не знаеме што ќе се деси, затоа што знаете, парите ги дават од влада нема, значи тоа да не збориме сега политика, има проблеми. И тој филм сега на стендбај е таму. Сега конкуриравме ја и мојот продуцент овде на агенција за филм, која што станува збор за еден краток филм исто, кој што станува збор за едно пореметување кој што е многу актуелно сега во Америка посебно, а го има доста и тука, но никој не збори за тоа. Психијатрите, психолозите ќутат. Ја го најдов сосема случајно, бркајќи на интернет, ме занимаат тие страшно ствари психолошки. Зашто станува збор? Станува збор за многу од луѓето во Америка страдаат од еден синдром, сега точно медицински не знам како е, да не го сгрешам, па не кажувам диагнози, зашто би звучала лаички и глупаво. Тоа се луѓе кои што одредени работи кои што им се случуваат во животот на дворешни влијаат така психички на нив да после одреден продукт кој што ќе излезе од сето тоа, мислат дека виновникот е тоа нешто. Пример, сега ќе кажам прост пример. Не знам, ако сега додека
трае интервјуто, влезе некој од вратава, и ако ја имам таков некој нели пореметување, не дај Боже, јас сметам дека тоа нешто ќе ми донесе несреќа во животот од кога ќе искочам од тука. Тоа е самоуверие, не е баш така, тоа е више го рачунаат во Америка, го лечат нешто поврзано со психата, па мојот главен лик во филмов кој што нели го конкуриравме на филмски филм, има такво нешто кое што е женет, значи е женет, има дете. Женет, извини Софи. Нема веза. Добро. Женет има дете, само сериозно, детето му умира од рак, значи не работела за смеење. И он самиот себе си се обвинува поради некој ритуал кој што во главата нели не го направил, детето му починало. И тоа му ја расклинкува врската, тука настанува развод, тука значи одредени психолошки работи кои што се окей. Сега дали овој филм ќе пројде овде или не знаеме. У мај ќе ги има резултатите, ќе видиме. Ако помине, ја би врзала копродукција одма со Холивуд, со оваа мојава што е таму продуцентка во LA и со продуцентот од Њујорк, па би направиле нешто нели кој што Македонија бија да речеме некој скок на некој фестивал во официјална селекција. Јас разговарав и со една моја пријателка која што живее во Кан, односно во Сент-Тропе, и која што го има кафиќот каде што јас сите холивудски ѕвезди таму кај неа баш. И ние се знаеме по друга линија. Она е инаку, ајде откријам, она е прва жена на Амели Моразмо. Значи Амели Моразмо е, знаеме сите, светски рекет број 1 беше од 2005-та, нели победник на Вимблдон. Она е нејзина бивша супруга и она е многу ситуирана, да речеме, во Кан и ги има баш онака пријатели, она е и шансониерка, пее француски шансони и така натаму, но ги има баш онака луѓето кои што мене ми се потребни. Така да разговаравме во врска со тоа, па ако помина овој филм, да го оставиме филмов, нели тоа ќе биде као едно убаво доживување мое и на државава, ако успее нешто. Работам и на долгометражен филм, тој долгометражниот филм сакам и кажав да ме поврзи со Софи Марсо. За колку ќе биде ова реализирано не знам, значи ја идам стемпа, што вика скала по скала и да се надеваме до степеница по степеница, степ бај степ, тоа ми беше муаветот и ќе видиме, но сепак очекувам, значи добар старт имам сега, задоволна сум, презадоволна сум со се што направив до сега во мој живот, сето ми беше искуство, добра акумулирана енергија, сега за понатаму нормално издржливост, снага, контакти, луѓе, упорност и мислам дека со упорност и добра волја ќе се успее. Што е тоа што во последно време си го гледала, а ти се допаѓа? Зборуваме што за серии и за филмови. Јас сум последен филм што го гледав, значи ние режисериве кои што правиме филмови, ние сме луѓе кои што поретко, да речеме, гледаме филмови, но добар филм секогаш го гледам. Така да, обично го гледав последен филм Керол со Кейт Бланшет. Да, и беше многу супер направен филм, кој што онака баш позитивно ме трогна. Значи, Холивуд секогаш ме трогнувал, но не со нивните лимонади, тоа што јас Холивуд многу го сакам 20-тите години. Посебно онај периодот на црно-белите филмови, Оркански висови од 20-тите години, па нели да не редам, се за Ева, тој ми е филм маестрален, па да почнеме нели со оние во боја Крамер против Крамер, па значи оние што се стварно да не ги сега сите редам, Мерил Стрип, изборот на Софија. И лимонада и боза изборот. Челичната леди сигурно си го гледала со Мерил Стрип, значи маестрално одиграно. Така да таа жена плени во сите нејзини вакви и мислам дека е жива легенда моментално во Холивуд, после Кетрин Хепберн со 4 Оскари, така да она моментално гази и мислам дека 4-тиот Оскар сега го гази, ако го добие, пошто 3 има веќе Мерил Стрип, и има 13 номинации за Оскар, така да ја заслужува и со театарот сакав да те прашам што мислиш за па имам ја искуство за театарскиот живот. Па имам ја искуство во театар, значи имав 2 театарски представи, 2004 година у МНТ на мала сцена која беше директор Љупчо. Тогаш имав Dear Father, она драги татко од Кафка. Значи беше монодрама, добро пројде. После имав во точка на мој текст, значи као драматург се пробав, Анастасија се викаше, нели, представата и тука работев со продуценти од точка, од културно-информативен центар. Пројде и таа представа добра, ама не ми е како да ви кажам, треба да си кон филмот. Да, треба да имате страст кон тоа што го работите. Ја тоа го работев без страст, туку беше
ајде да пробам. И се друго е да пробаш, па дали ти се свиѓа или не, а друго е кога нешто сакаш, па сакаш тоа да го фатиш. Добро, да. Треба и да, во право треба Треба да пробаш, имаш- па да видиш дали ќе се Да. развие страст, ако не пробаш. па Добро, не. да, Апсолутно. но треба да имаш и страст за да пробаш. Да. Пошто ја не сложува. пробувам нешто ако немам страст кон тоа. Значи мора да имам страст за да го пробам. Беше тоа Софија Теодор, Исто, секогаш се големо најубаво. задоволство кога те имаме во Само малку Ајде. морам, му видев на Дуле Мичич да го поздравиме сите, Дуле го знаеме кој е, значи Дуле Мичич. Ајде Дуле. Со лековите Ајде, билки, Дуле. Поздрав, Дуле. поздрав, дека ќе ми рече како не ти е срам, не ме поздрави. Така да еве, Го поздравуваме го секако. поздравуваме Дуле Мичич и да кажеме еве читајте ги лековите билки. Сега јас се извинувам напред. Рекламата Дуле Мичич, Добро, ама после ќе се овако разјасниме за Ќе се за- После разјасниме. ќе видиме со фактурата. Така е. Софија, ти посакуваме на вистина големи успеси. Дај Боже ова што ни го кажуваш да се оствари, да стане реалност. Дај Боже во Холивуд да те гледаме. Дај Боже. На црвениот тепих, ако случајно газеш, немој тогаш да забораваш на нас. Нема Ние можеме никогаш вака ја. попратни да Не. бидеме што Јас да. во животот луѓето кои што биле дел од мене никогаш не сум ги заборавила. Значи и ден денеска иако еве од стартот на непознат човек пред 10 години, сега јас комуницирам со луѓе од детство мои со кои што нели сум си играла у градинка. И исто се однесувам со сите, така да ја луѓето не ги делам ни на националност, ни на верска, ни на не знам каква глупости тоа, Така е, категоризација. Едноставно за мене постои добар и лош човек. Ако е добар Сложно. човек, за мене вратата отворена дома кај мене, така да може секој да дојде и може секој да влезе и Супер. ширата Супер, љубов. Софија. Да. Се гледаме повторно во некоја следна прилика. Супер ни беше денеска што се дружевме Исто и мене заедно. со вас, така да се надеваме дека да дојдам за некој повод, за некој нов филм. Апсолутно. Те чекаме Ќе со се големо видиме. задоволство. Утринскиот хит кога го слушнаме следен, до Да. викенд со I Feel It Coming. Уживајте.